Мој соговорник во интервју на Zoom е извршната директорка на Коалицијата Сите за правично судење Натали Петровска. Благодарам што прифативте да бидете гостин во нашето интервју. Враќањето на довербата во правосудството ќе биде приоритет во 2021 година. Ова е изјава на министерот Маричич, меѓутоа сме ја слушале со години и децени наназад од претходните негови колеги и сите останати премиери. Кои се најновите реформи за враќање на довербата во судството и што би рекол министерот Маричич да нема повеќе наши, ваши и недопирливи суди и обвинители? Реформскиот процес започна прилично пред овој мандат и на самиот министер. 2019 година некаде почна и 18 почна реформските процеси кои што се однесуваа на регулативата. Значи првично имаше процес на фаза на адаптирање на регулативата да соодветствува со препораките што на Венецијанска комисија, што на потребите на државата за справување со феноменот кој што го имаме во државава. А понатаму циклично, нели, продолжи и продолжува процес кој што ќе следи понатаму и кој што ќе се однесува на некој вид на проверка и филтрација, како што беше најавено низ различните фази досега на најавениот процес во рамките на носителите на судиската, меѓутоа и очекуваме на јавно-обвинителската функција. А што е разликата? Има ли нешто ново во оваа методологија која што ја најави министерот Маричич од претходните планови, стратегии кои ги имала оваа власт, борам сега за оваа власт? Значи, примарно, за потребите на работењето и оценувањето на судиите беше подготвена методологија за редовно оценување на истите, согласно ова што веќе спомнав, модификација на регулативата во насока на подобрување на работењето на овие носители на функции. Ова редовно оценување го ставаме на страна, бидејќи е процес кој што треба да се одвива тековно. За потребите на процесот кој што беше најавен филтрација, требаше и најавено беше да се креира повторна методологија, односно систем по кој што ќе се спроведува оваа проверка на суди, да речеме, кои што се во на ризична група на суди, подложни евентуално на влијанија, суди кои што има оценка или некое видување од страна дека работат непрофесионално, несоодветно, незаконски и слично. Меѓутоа, методологијата која што е предвидена согласно законот и она што редовно предвидува оценување на судиите и ова што е најавено во филтрирање, методологија која што би требало да се однесува на филтрирањето, се практично идентични. Не отстапуваат, не се разликуваат скоро па воопшто, освен во составот на комисијата која што ќе го спроведува тоа, така што не сум сигурна на кој начин ќе почне да се имплементира, бидејќи истата е овој процес на оценување, што е веќе најавен, треба во тесна корелација со носење на уште една методологија за определување и утврдување на сложеност на предметите, како би можело да се оценуваат судиите понатаму. Така што до овој момент не е започнато оценување, односно методолошка проверка, ниту по она што е законски предвидено согласно измените во 2019 на законот, ниту ова што е условно кажано како филтрација, да речем. Вие со години ги следите и судските случаи, работата на обвинителите, на судиите. Според вас, зошто довербата во судиите и обвинителите е најниска од граѓаните? Тоа е, верувам, не е само перцепција, туку луѓето имаат докази, разочарани се од нивната работа. Кој е најголем проблем? Дали се тоа финансиите, да речеме, мал буџет? Дали е тоа недостаток на кадар? Дали се тоа суди кои што се избрани од тефтерчето, Сваровски судството? Кој е најголемиот проблем или сите овие се големи проблеми кои што треба да се решаваат? Токму така, ова се сите работи комплементарно што се надобрзуваат и предизвикуваат проблем системски во рамки на правосудството. Ќе почнам од обратниот редослед назад што спомнавте, судиите кои што били избрани од тефтерчиња или слично. Ние до овој момент немаме оценка за нивното работење. Можеби некои од нив и работат како што треба, работат откако се веќе избрани професионално. Значи немаме начин како да ги разграничиме, освен да знаеме дека нивниот избор бил можеби
несоодветен, како што и слушнавме во дел од материјалите кои што беа пуштени снимки. Така што во секој случај недостатокот на кадри можеби не толку во судството, колку што во јавното обвинителство. Јавното обвинителство навистина има проблем со човечките ресурси со кои што располага. Недостасуваат голем број на обвинители кои што би работеле, меѓутоа и на административната сервисна служба, да речеме, на овие институции идентично е проблем за полно, комплетно функционирање на било која од овие институции. Финансиите секако, значи буџетите и на судовите и на јавното обвинителство се утврдени со закон, меѓутоа максимумот што е утврден таму сепак на крајот од денот подлежи на одобрување на Министерството за финансии, доколку има соодветни ресурси за останатите ресори за кои што се потребни финансии, така што неопходно е соодветно алоцирање на финансиски средства, како во судството, така и во јавното обвинителство, и зголемување на човечките ресурси, особено во јавното обвинителство. Во однос на влијанието на политиката во судството, колку, ако да речеме го оценуваме од 1 до 5, е независно правосудството и обвинителството и судството? Не би можела да дадам таква оценка и квалификација, бидејќи во изминатата декада имавме квалификаторен облик на заробена држава, која што се протегаше баш и повеќе можеби од декада. Моментално мислам дека се прават обиди на репарација на самиот систем во внатрешното функционирање, така што можеби и рано за да се даде некоја таква оценка, сепак се само 4-5 години, меѓутоа кога ќе земете и 4-5 години не би требало да се кратко време за да се направи некаква структурална разлика и во однос на тоа како функционирало до пред некое известно време и денес. Ако луѓето, граѓаните добија малку надеж во 2015-16 со формирањето на СЈО, тоа како балон се распрска од како првата обвинителка Катица Јанева се најде зад решетки. Со оглед дека ги следите вие судските процеси, особено оние позначајните, колку сме имале во изминатите неколку години случаи на висока корупција, односно пресуда и осуден човек за случаи на овие што ги нарекуваме висока корупција? Поранешното специјално обвинителство морам да признам дека беше еден вид на успешна приказна што жалосно за сите нас заврши како што заврши. Дополнително уште попоразително е што целата институција како таква, каков и ефект да имаше од низиното работење, се поистоветува со првиот човек на таа институција. Не можеме да заборавиме дека факт е дека тоа беше на некој начин монократска институција, еден човек одлучуваше, меѓутоа таму имаше група на обвинители кои што работеа и се уште работат на предметите, се процесуираат истите. Факт е дека идентично долго време и траат некои од предметите. До овој момент ние имаме 6 правосилни пресуди само од сите тие. Половината од оние кои што моментално се работат се уште во некоја почетна иницијална фаза. Така што резултатот од работата на ова тело можеби допрва ќе се види. Меѓутоа, идентично поразително е што општеството наше и државата не научи лекција од работата на овој орган и успешното работење и пракси кои што ги имаше ова обвинителство не беа рефлектирани, односно пренесени понатаму на специјализираното одделение за гонење на организиран криминал и корупција. Значи, идентичните обвинители, ресурси, истражители, цел капацитет со кој што располагаше тоа обвинителство можеше да биде пренесено и да биде искористено од ова специјализирано одделение. Дополнително што овие сите луѓе беа едуцирани, има можност и навистина ресурси да водат финансиски истраги какви што се потребни за државава,
за да се покаже сериозна манифестација на гонење на организиран криминал и корупција во земјава. За жал, сега како што стојат работите, институциите кои што ги имаме во системот, немаат доволно капацитет да спроведат финансиски истраги во вистинска смисла на зборот. Од тука и да имаме предмети во кои што би била определена мерка конфискација, например, замрзнување и одземање на нелегално стекнат имот и така натаму. До овој момент го имаме само предметот труст. Тоа е уствари триумфот на правдата, кога на еден осуден за криминал му биде одземено всушност не само што ќе одлежи казна затвор, туку ќе му биде одземено она што е незаконски стекнато. Имавме ставено еден бројчаник на Триумфална капија, колку пари се свртеа. Односно се изброја на бројчаникот. Бројчаникот жалосно што не почна да функционира и работи, како што кажав, единствено предметот труст до сега знаеме дека има спроведено конфискација и мислам дека, не сум сигурна, меѓутоа мислам дека е и реализирана, а останатите остана да видиме што ги се случува со нив. И зошто е така? Зошто има мал обем на конфискација? Значи, како што напоменав, финансиските истраги се комплексни за спроведување, а во овој момент институциите кои што гонат таков вид на криминал ги немаат потребните ресурси, нити човечки, нити финансиски, нити па меѓусебно во доволна мера соработуваат за да можат да ги спроведат овие истраги како што треба и на крајот да заврши сето тоа со одземање на нелегално стекнатиот имот. Ќе прашам лично колку сте вие оптимист дека 2021 ќе биде реформска година во правосудството? Искрено не сум многу сигурна дека некои круцијални реформи ќе се случат со ова темпо како што се одвиваат работите. Меѓутоа се надевам дека што поскоро ќе отпочне навистина цврст реформски процес кој што ќе направи еден рез буквално, можеби ќе биде за нас тешко и како држава и општество да се соочиме со некои по големи реформски одлуки и решенија. Меѓутоа, што поскоро се направи тоа подобро, бидејќи ова само одолговлекување на лимбо периодот во кој што се наоѓаме како држава не носи добро за никој, најмалку за граѓаните кои што континуирано се повеќе и повеќе губат доверба во системот и правосудството секако. Ви благодарам за интерес. Благодарам и вас.